Добре дојдовте во процес. Можностите за лекување во странство на луѓето со епилепсија, користење на донации и генерално можноста за злоупотреба, проблемите со кои се соочуваат овие луѓе. На оваа тема во процес разговараме со Дејан Гуневски од Сдруженијето Епилепсија Македонија. Добре дојдовте. Добре ве најдов, благодарам за поканата. На почеток, кога ја договаравме темата, јас се обидував да најдам уште еден соговорник со кој што ќе можеме да ја начнеме и да разговараме за темата околу донациите. Беше убаво да се разговара за законот за донации, што треба да се смени и дали е добар таков каков што е постоечки, меѓутоа беше исклучително тешко. Веројатно оваа проблематика не ја работи никој во државата. Ќе прозборуваме и за тоа, меѓутоа на почеток да им дадеме предност на луѓето со какви проблеми се соочуваат? Лицата кои што ги представува нашата организација, односно лицата со епилепсија, се соочуваат со низа проблеми. Пред се дискриминацијата во општеството, неприфатеноста, институционалната неприфатеност исто така и набавката на лекови пред се едни од клучните проблеми со кои што овие лица се соочуваат. Имаат ли терапија која што е покриена со позитивната листа за лекови и дали е тоа современа терапија? Дел од терапијата, значи дел од лекарствата кои што ги користат овие лица е покриена од фондот, односно се наоѓаат на позитивната листа. Дел за жал ги има во Македонија, но не се на позитивна листа, но и добар дел од антиепилептиците кои што ги користат овие лица ги нема воопшто во Република Македонија, па лицата мака како да ги снабдат овие лекарства. И како ги наоѓаат? Колку чинат? Со оглед на тоа дека се во странство, значи нивната цена минимум 50 евра, значи месечно зборувам, да. Минимум 50 евра би чинела, но може тоа секој да се го дозволи? Да се го дозволи, сигурно дека не би можел секој, но факт е дека и самата набавка од кога се набавува лек од друга држава, значи сосема поинаков закон, поинакви методи на набавка и многу е тешко самата набавка, не може самиот транспорт, значи купувањето на лекот, не може цената толку да влијае колку што би влијаело тешкотијата при набавката на тие лекови. Што подразбира тоа? Ризикот од транспорт? Ризикот транспорт, неможноста да се купи, бидејќи овие се малку специфични лекарства. Буквално ги шверцувате? Да, дел од родителите кои што се членови на нашето здружение принудени се, значи, да купуваат антиепилептици од соседните држави, значи да ги шверцуваат, буквално да ги шверцуваат преку граница. Кога се работи, значи, за лек не се гледа, ризикот е многу помал во однос на здравјето, за собственото здравје или здравјето на децата. Станува збор за категорија на луѓе од околу 25.000 пациенти, така? Околу 25.000 луѓе, меѓу нив има и деца. Да, светската... Спомнавте дека околу 80% од нив се со ретки напади или напади. Да, тргнувајќи според светската статистика, значи во Република Македонија би требало да има околу 25.000 лица. Во Македонија се уште немаме официјална статистика и према тоа оваа бројка е извадена од светската статистика. Половина од оваа бројка се деца, а значи другата половина се лица над 18 години возрастни лица. Статистиките исто така покажуваат дека само 20% од овие лица се критични, да речам, со чести напади, лица кои што се да кажем интелектуално попречени и со други пречки, додека 80% од вкупниот број на лица со епилепсија се лица кои што имаат многу ретки или воопшто немаат напади или нападите ги имаат ставено под контрола, што пак му дава друга димензија на целиот овој проблем. Овие лица, значи, можат да функционираат најнормално и да водат нормален начин на живот. Тоа и ние како организација го пропагираме, но за жал општеството и институциите поинаку гледаат на овие лица. Заради тоа што... Мислите на работодавците и на институциите? Да, конкретно на работодавците. Кога едно лице со епилепсија, кое што има контролирани напади, односно подолг временски период нема напади, па дури не му е и терапијата прекината, значи функционира како секој здрав човек. Кога
во својата биографија или интервјуто за работа наведи дека има епилепсија, значи работодавецот одма го сменува мислењето за него и не го прима на работа. Значи, заради недоволната едукација тоа е така, не дека лицето вистина е неспособно. Затоа овие луѓе се често принудени да се кријат дека имаат. За жал, значи тоа факт е дека овие лица мора да го кријат своето нарушување од работодавецот и од работодавецот и од брачниот другар, од партнерот во врската, значи принудени се да го кријат, што пак во одредени случаи доколку добија напад на работно место се соочува со отказ од работа или имаме ние случаи дури и на разводи на бракови доколку еден од брачните другари доживее епилептичен напад. Дури имаме неколку случаеви кога деца со епилептични напади има во семејството, родителите се разведуваат заради неможноста да се сносат со самиот товар што го носи епилепсијата кај тоа дете. Каква е ситуацијата со децата? Зимаат ли она помош, постојана парична помош за посебни потреби со инвалидитетот за возрастните? Како институционално е решено овој дел? За жал, институционално воопшто не е решено прашањето со епилепсијата. Лицата со епилепсија не остваруваат право на паричен надомест по никаков однос, значи никако лица со инвалидитет, зборувам за потешките случаи, доколку немаат комбинирани пречки или доколку немаат и друго нарушување. Само лице, едно лице доколку има само епилепсија, не може да ужива никакво право по никаков однос. Исто и за децата, значи дете со епилепсија не е категоризирано како дете со посебни потреби, па према тоа не може да го зема ниту паричен надомест што следува за деца со посебни потреби. Но имате многу ризични случаи. Каква е ситуацијата со конзилијарните мислења? Имаат ли можност за лекување во странство доколку можностите во државата се исцрпени? Тука полека навлегуваме и во оној дел за лекувањето во странство. Да, и донациите. Генерално можам да кажам дека за конзилијарните мислења што треба да бидат издадени од фондот и од стручна комисија, за лекување и набавка на ортопедски помагала или лекарства во републиката тука лесно се добиват доколку има потреба, но имаме случаи каде што има потреба да се лекуваат особено дечина, значи во странство и многу тешко се доаѓа до тоа. Особено што медицината во современиот свет оди напред по однос на оваа болест, добиваат ли лесно можност? Нашите сознанија, значи, за жал, покажуваат нешто сосема различно, значи, дека конзилијарните се многу тешки. Јас потполно, значи, разбирам заради кои причини фондот не може сега на сите да му одобри, но особено лицата со епилепсија мислам дека не се доволно видени, слушнати и не се обранува доволно внимание врз овие лица и према тоа и можноста за лекување во странство е малку потешка. Имавте неодамна еден случај со Јована, незината мајка се пожали, нели, дека нема можност да добие за конзилијарно мислење, дека веќе имаат исцрпено се, и стан, продадено имот и злато, дека лекувањето досега ги чини 50.000 евра. Тоа лекување подразбира еден вид специфична диета која што се работи во Љубљана. Тоа дете нема можност државата да го прати таму. Вие излеговте и кажавте дека наспроти клиниката која што рече дека таков вид на диета постои во државата, вие кажавте дека такво нешто не постои. Запознаен сум, значи, со случајот на Јована, кој што е дете со енцефалопатска епилепсија, има 7 години, значи, се лекува моментално во клиниката во Љубљана и семејството, значи, нема доволно средства. Ние во еден наврат успеавме да помогнеме, значи, како организација во рамки на нашите во рамки на нашите можности. Имаше отворена линија за донации и тогаш, значи, беше детето пратено во Љубљана, но факт е дека мора лекувањето да продолжи. Станува збор за еден специфичен вид на диета, на исхрана, кетогената диета, која што
во случајот кај Јована се покажа дека е доста ефикасна и придонесува за намалување на тие епилептични напади. Која што она ги имала многу, Да, што кажа незината мајка. Да, како што кажа незините родители, Јована имала значително Пречести голем напади. број пречести напади. Со воведувањето на таа диета, нападите се намалувале, значи значително биле намалени. Во Република Македонија јас како председател на Сдруженијето Епилепсија Македонија се уште немам сознание, нити официјално некој ни не информирал дека постои ваков вид на исхрана во Република Македонија, па према тоа не можам да кажам дали постои или не. Нашиот официјален став према она што го имаме и што го знаеме дека нема таква. Значи да појасниме дека станува збор за многу специфичен начин на исхрана, на испитување кое што се изведува во болнички услови, кое подразбира цел тим на лекари, лаборанти, психолози и така натаму. Да, епилептиколози и нутриционисти. Би биле известени доколку такво нешто се спроведува во Македонија. Јас слушнала дека некој од родителите очекувам, значи јас како како здружение да бидеме официјално известени доколку постои ваков вид на терапија, односно ваков да, апсолутно, значи кога веќе било што помага во овој сегмент за намалување на нападите, е добро да го имаме и кај нас тука, за да не би морале пациентите да одат во странство. Значи имаме неколку родители во здруженијето кои што потребна му е таа кетогена диета, значи, и истите досега, значи, не слушнале дека во Република Македонија постои кетогена диета, па према тоа и ние како организација стоиме на ставот дека врз база на сознанијата кои што ги имаме дека не постои ваков вид исхрана во Македонија. Како се снаоѓаат родителите кои што не можат да добијат конзилијарно, не можат да добијат одобрение од фондот, а има можност за лекување некаде во странство? Како се снаоѓаат? Независно по кој основ, значи се одбиени или нема фондот можност за да ги испрати на лекување или терапија во странство, овие лица на своја рака, значи го продолжуваат лекувањето значи на своите деца или на лицата со епилепсија. Сега средствата ги добиваат преку отворени линии на мобилните оператори или преку други собирни акции хуманитарни, каде што би се собирале средства, значи за или ги исцрпуваат своите финансиски можности. Да, во голем дел, значи позајмуваат, се задолжуваат, продаваат дел од својот имот, значи се со цел, значи за да најде лек за своите најмили или за себе лично. Кога сме веќе кај донациите? Тие се една добра можност за пациентите, за луѓето кои што немаат можност да добијат одобрение од фондот за лекување во странство. Но тука се отвара една друга можност од злоупотреби, не само од страна на луѓето кои што бараат донации, туку можност од страна на разни криминални групи да дојдат да отворат сметки, да отворат донации и на тој начин да се богатат. Законот за донации кој што е така го погледнав еден мал закон, не се дискутира во јавноста и се чини дека отвара можност за такви манипулации. Не се следи од почеток до крај како оди целиот процес на донираните средства. Иако од операторите велат дека ние сме во постојан контакт со семејствата, сепак никаде во законот не стои дека некој го следи патот на парите. Така. Сте слушнале ли за таква можност за злоупотреба и кој е вашиот став? За злоупотреба дека треба да се регулира. Да, дека треба да се регулира апсолутно потребно е. Изминатиот период, ако не се лажам, имаше баш еден случај таков на ајде да ја наречам злоупотреба, ако може така да се каже. Да, имаше луѓе кои што и покрај тоа што добија одобрение од фондот, не ги прекина донациите, а морам да нагласам, се извинувам дека и од фондот кажаа дека и покрај тоа што многу од нив, добар дел од нив имаат добиено одобрение, имаат сознание дека не ги прекинуваат донациите. И тоа е злоупотреба. Така, значи постои повеќе од овој еден случај кој што не е познат.
Законски, значи, мобилниот оператор одлучува врз база на добиените Документација. документи дека лицето има потреба значи е болно и треба да се лекува и заради тоа му се потребни финансиски средства и се отвара број за донации. Од страна на операторот, значи, законски е чисто. Фондот, доколку одобри за истото тоа лице средства, и фондот е чист со одобрените Апсолутно, пари, да. и сега не знам законски дали постои и кривична одговорност кај уживателот да речем на донацијата, или се сведува на она моралното, доколку ако сака на собствена совест да ги врати едните средства кои што се добијани во ред, ако не, значи не знам тој дел од законот како е регулиран, дека постои можност, постои, заради што да кажам увид во самите средства кои што се земаат со тие отворени донацијски броеви има единствено операторот и лицето кое што ја зема, значи, донацијата. И сега колкава висина е потребна за лекувањето, а колкава висина на средствата ќе се земат, мислам дека не му е регулирано. Значи може висината на собраните средства да ја надминува висината на потребните, па што со вишокот на средства. Дали тие треба да се префрлат кај некое друго дете? Моментално немам сознание како е тоа регулирано, дали се префрлаат тие средства на друго лице каде што е потребно или остануваат кај истото лице, немам сознание. И јас го имам прочитано законот, значи, каде што не е јасно баш дефинирано што и како и дали се следи патот на овие средства, на овие донации. Добро, донациите, како што кажав, отвара добра можност за лекување. Тоа не значи дека сите ги злоупотребуваат. Тоа не значи дека граѓаните треба да се обесхрабрат и да донираат. Треба да се направи добра проценка. Некогаш човечкото око е повеќе лакомо и не сакаа, често имаше случаеви кога родителите не сакаа да ги вратат средствата. На оваа проблематика треба доста да се работи и на законската проблематика. Дали имате нешто да порачате во овој сегмент? Во овој сегмент само сакав да нагласам дека во однос на броевите за донации не ми е логички и не се согласуваме и како организација, бидејќи за донирање на таквите лица мора да биде наведена дијагнозата, јавно мора да биде името и презимето, што пак зошто јавност се коси со законот за лични податоци. И треба фотографија. Да, апсолутно. Не во сите случаи треба фотографија, но доволно името, презимето, значи и дијагнозата која што ја носи одреденото лице, што пак како што рековме се коси со законот за лични податоци и мислам дека не е логички цела јавност да знае. Но како што рековме, кога во недостиг на финансии, човек е спремен се да стори, па ете се одлучува и на ваков чекор, да кажам. Што е уште една можност за лицата со епилепсија да се оневозможени во овој дел да бараат донации, иако им се неопходни. Факт е дека поголем дел од лицата со епилепсија го кријат своето нарушување од општеството, од јавноста, па и доколку имаат потреба од средства, уште помалку се осудуваат, значи да ги побараат тие средства на по јавен пат вака со донации, само за да јавно не биде кажано дека го имаат овој тип на нарушување. Голем дел од лицата со епилепсија, значи се уште е табу тема кања, се уште се крија и мислам дека уште долги години не предстои работа да едуцираме јавноста, општеството, да ги едуцираме и самите лица, да ја подигнат пред се самосвеста како би биле прифатени во општеството. Голем дел од лицата не сакаат да се кажат и према тоа и општеството не може да ги прифати, логички. Ви благодарам на разговорот. Ви благодарам јас.